Со замрзнувањето на цените на оризот и јајцата, владата го замрзна тоа што не се ни размрзна во изминатата зима. Оризот во трговската мрежа се продава од 80 до 100 денари, па и да сака некој да го нуди по повисока цена, нема да помине кај купувачите. Друга работа е што токму од купните фирми изминатите есен и зима им го зедоа оризот на производителите за 40 до 50 денари по кило, а во меѓувреме инфлацијата го качи на 80 до 100 денари и што кајмакот пак го собраа тие. Токму затоа оризопроизводителите реагираат дека со ова 40-дневно замрзнување ќе замрзнат и тие, бидејќи во амбарите немаат залихи за продавање и евентуално профитирање. За еден одгледувач на ориз, чие производство бара петкратно поголеми трошоци, несфатливо е компирот да достигне цена од 40 до 50 денари за килограм или гравот до 200 денари за килограм, ако се знае дека тие можат да се произведат и по ридови и планини. Веројатно, далеку поцелисходно е замрзнувањето на цената на јајцата, ако се земе во предвид нивното учество во исхраната на луѓето, но и специфичниот период на великденските празници, кога поборувачката е повеќекратно зголемена. Како и да е, овие замрзнувања на цените на оризот и јајцата важат само за трговската мрежа, бидејќи земјоделците и одгледувачите на кокошки несилки на пазарот и сега ги нудат за по некој денар поскапо.